Добар ви ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од комплексотетно село Тимчевски, заедно со нашата екипа на Алфа телевизија и Вкусот на традицијата и персоналот во комплексотетно село Тимчевски. Драги мои, се ближат празници, убави денови, слави, имендени, Божик, Бадник, Нова година. И се разбира дека многумина од вас ги тераат нашите старски обичаи со постењето, на вода, со масло и така натаму, а Вкусот на традицијата секогаш ги прати нашите традиционални обичаи. Токму затоа во денешната емисија ќе ви подготвам еден паприкаш во тава, запечен во тава. Многу вкусен и кој го пробал, верувајте дека велат: "Ао, вика, на овој паприкаш дури ни месо не му е потребно." Што на нас ќе ни биде потребно за овој паприкаш е следното. 1 килограм компири. Оваа доза ви ја кажувам за 4 особи. Ако семејството ви е 4, ако е поголемо, многу детно семејството, тогаш зголемете ја дозата. Значи, 1 килограм компири пресечен на коцки, 4 пиперки, 2 главици кромит, 2 чешниња лук ситно насечкан, 2 моркова, 2 патлиџана, половина китка макдонос, сол, мешан сув зеленчук, малку лавров лист, 1 лажица црвен пипер и 1 лажица брашно, а вода половина литар и масло по потреба. Сега го ставам тенџерето каде што претходно се малку ќе потпржам сем компирот. Земам 1 дрвена лажица и ставам масло во тенџерето каде што се ќе пржам. Од прилика околу 1,5 милилитар масло ставам за да пржам кромит. Го ставам веднаш и кромидот. За овој паприкаш јас одбрав 1 главица бел кромит и 1 главица црвен кромит. Така. И сега почнувам да го пржам. Кромидот се пржи се додека не ја испушти својата собствена течност, вода, а не го промени својот изглед, да добие стаклест изглед, да омекне, тогаш ќе му ги додадам пиперките и морковот. Пиперките ги сечкаме на покрупни парчиња. Ги чистиме од семки. Дури како совет можам да ви дадам, доколку дома немате свежи пиперки, знаеме дека во овој период се малку поскапи него вообичаено во летото, слободно во овој паприкаш ставете пиперки од жива туршија. Значи, пиперките треба да бидат малку покрупни, пресечени. Додека ги сечкате пиперките, повремено ќе промешувате. Сега ќе додадам малку мешан сув зеленчук, околу 1 кафено лажиче. Така. Малку сол, половина кафено лажиче и продолжувам со сечкање. Малку ќе промешам. По желба и по вкус нека биде додавањето на бибер, и бибер во зрно и мелен бибер. Јас многу сакам бибер и затоа и ќе додадам. Дури и препорачувам
во овој паприкаш да ставите триена сол со ноктец и ченкарно брашно. Дури пожелно е да остане и некоја семка од пиперките. Сега не е како порано, нели на пазарот имате во секое време свежи зелени пиперки, но слободно користете ги и пиперките од живата туршија. Дури ќе му дадат и уште поубав вкус, можеби поинтересен вкус на паприкашот. Еве, веќе кромидот колку вода пушти, гледате? Кога ќе испари таа води, ќе дојде само на масло, тогаш веќе ќе биде готово. А во меѓувреме го додавам и морковот. Да. Ти благодарам многу. Еве, Виктор ми помогна да ми донесе бибер и триена сол. Одлучив дека ќе биде подобар паприкашот доколку му додадам бибер и триена сол. Сега и морково, додека испарува водата, нека се динста токму во течноста од кромидот. Ете така. Каков убав мирис се шири. Ги додавам сега пиперките. Така. Додека и тие малку се пропршат, ги пропржуваме за паприкашот да добие еден специфичен, традиционален вкус. Инаку ова можете се да го промешате, да го ставите во земјената тава, да го налеете со води и да го печете. Меѓутоа, вкусот нема да биде ист. Додека се пропржи пиперката, ќе додадам малку бибер, половина кафено лажиче. Така. А триената сол ќе ја ставам на самиот крај. Компирот ќе го пресечеме на крупни парчиња. И веднаш во тавата во која што ќе печеме. Еве, на покрупни коцки. И многу е важно да знаете за овој паприкаш, иако се пече, треба да има многу сок, да има многу сос кога ќе биде готово, да не биде суво. Зато внимателно ќе го крчкате на тивок оган откако ќе зоврие, на 180 нека се крчка за да го задржиме сосот од самиот зеленчук и од водата што ќе ја додадеме. Да видам да не ми загори. Супер. Одлично. Уште неколку минути таман додека го насечкам кромидот, ќе биде готов и компирот. Еве уште еден остана. Така.
Сега ќе го додадам лукчето и него малку да го фати маслото. Затоа што ќе мириса поубаво. Чините дека е пролета, не е дека зима дошла. Толку ова е се вкусно и убаво. Така. Ќе му додадам сега неколку ливчиња лавров лист. Така. Доволно е тоа. Сега ќе додадам малку брашненце. Значи само едно кафено лажиче. Така. И ќе промешам брашното неколку минути, 2-3 минути да се пропржи во маслото. Така. Сега ќе додадам и црвен пипер. Црвен пипер ќе додадам една кафена лажица полна. Тоест 2 помали. Така. И ќе додадам една лажица триена сол. Таа секогаш ја ставате на крајот, затоа што има пченкарно брашно, мелена пченка, нели? И може да ви загорува зеленчукот кога го пржите. Затоа него го додаваме на самиот крај. Ова е веќе готово. Јас сега ќе го пробам малку да видам дали треба уште малку, ама мислам дека е готова. Леле, колку е добро. Сега го префрлам во земјената тава. И сега, во истото тенџер, што убаво мириса. Тоа е мирисот на Македонија. Познатиот мирис на Македонија. Кој еднаш ка направи македонска манџа или тава, цел живот ги прави. Го ставам од озгора, не мешам, значи од оздола да си е компирот. Водата ја ставам во истата тава. Ставам малку да проврие. Во меѓувреме го сечам патлиџанот, со патлиџанот ќе го затворам паприкашот. Ќе му дојде како капак. Така. И ќе си пушти патлиџанот од својот сок во текот на печењето, а воедно ќе го затвори зеленчукот, за да може убаво да си динста во рерната во својот сопствен сок. Сега, макдоносот ќе го ставам под патлиџанот. Така. Одлично. Незаборавен вкус. Еви водата е веќе при крај. Ги редам доматите. Ги редам како за мусака. И да знаете дека треба паприкашот да го крчкате затворен, значи да има капак од озгора. Еве, како убаво изгледа. Како разгледница е,
како од списание. Така. Еве, сега и водата од тенџерето ја истурам, редната е загреана на 250. Тавата ќе ја покривам тавата и сега ставам малку сол од озгора. Така. Одлично. Малку и мешан сув зеленчук. И кога ќе почне да крчка, намалувам на 180 и нека си крчка може би 2 часа. Така, нативко. Останете со вкусот на традицијата, се гледаме кога ќе биде испечен овој паприкаш. Еве, драги мои, ова е нашиот паприкаш. Печен, убаво издинстан и гледате колку сок има. Како мириса, погледнете. Погледнете како он убаво изгледа. Еве го чади, уште чади. Зато е најбаво кога се прави во земјена тава. Мераци. Како го ставам во чинијата и така си подголтнувам. Значи имам убава домашна лепиња, што ја прават во кујната на Етно село, макало со праси, компир везени пиперки, компири везени пиперки, салатка. Леле, убавини. Навистина точно е тоа што ви велам, кога ќе го направите ова и ќе заборавите на паприкаш со месо. Значи, фантастично, фантастично. Толку убав вкус и мирис има. Значи, зеленчукот секој по еден така, толку силно доминира и е вкусно. Прекрасно. Направете го и вие, драги гледачи, ќе уживате во овој вкус исто како и јас. Велат, човекот, како што старее, станува се потивок и потивок. А знаете зошто? Размислува и се соочува со една вистина. Колку време изгубил на неважни работи и неважни луѓе во својот живот. Затоа остатокот од животот да го поминеме со луѓе што ни значат и за важни моменти. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. Поздрав!